А сега го започнуваме и вториот разговор, односно веќе во студио ни е дојден Андреј Медик Лазаревски, кој што е поет, но и основач на култура Бета. Андреј, благодарам за издвоеното време утрово и благодарам што си дел од нашата утринска програма. Благодарам за поканата. Да. Ке разговараме во следните минути за вашата втора донаторска акција, конкретно на култура Бета. Тоа е донација на стари книги, плочи и CD-а за поддршка на локалната сцена. Првото прашање ќе ни биде во однос на тоа дали е се подготвено, затоа што веќе донациите се во тек, па ќе дознаеме и околу тоа кој и каде може да донира. Да, донаторската акција веќе е започната, започна на 18 август, трае до 18 септември. Ова е донаторска акција на стари книги, плочи и CD-а, како што кажа и ти, со цел поддршка на локалната заедница. Која е идејата? Секој кој има стари книги, стари плочи, стари CD-а, кои не му се потребни или можеби му се дупликати, обично оние кои се колекционери на книги, на плочи, на CD-а, често се случува да имаат дупликати во своите домашни библиотеки или колекции. И се останато што би сакале од овие три нешта да донираат, тоа може да го сторат во кафе книжарницата Илика. Тоа е во кулите на градскиот зид. И идејата ни е на оваа донаторска акција по завршувањето на акцијата на 18 август, следниот викенд на 26 и на 27 август во рамки на фестивалот за младинска алтернативна и критичка култура. Тие донации ќе бидат изложени на донаторски базар, а потоа сите средства ги користиме за нови изданија, организирање на нови настани со цел поддршка на локалната културна заедница. Да, сите тоа ќе се случува во месец септември. Да. Меѓутоа, ме интересира повеќе околу делот на самите стари предмети кои што некој планира да ги донира. Има ли посебни критериуми во однос на тоа како треба да изгледаат, дали треба да се сочувани, што е она што треба да го знаат сите кои што ќе сакаат да дојдат и да ве поддржат со тоа што ќе донираат стари книги, плочи или CD-а? Да, секако треба да бидат во здрава и употреблива состојба сите предмети. Тоа е единствениот критериум. Ние потоа правиме некоја селекција на самиот базар, но во принцип се што ќе биде донирано ќе биде изложено на донаторскиот базар. Секако сите предмети очекуваме да бидат во форма која може да биде употреблива. Да. Интересно е што е ова втората донаторска акција. Првата беше во текот на изминатата година, што значи дека сте поминале одлично, па токму тоа е и мотивот да имате и втора. Кажете нешто повеќе околу ланската донаторска акција, колку предизвика внимание кај граѓаните, колку собравте и што е она поинтересно што може да се издвои од тие стари книги и предмети кои што ги собравте, дали нешто ви остави голем впечаток? Самата идеја зошто воопшто ја почнавме таа прва донаторска акција, идејата беше да направиме акција во која што заедницата која следи културни настани, особено младински културни настани кои нас не се во фокус, да може некако да придонесе во самата организација на настаните. Секако и преку човечки ресурси, преку финансии и така натаму. Идејата беше малку да ја ангажираме самата заедница. Лани кога го пуштивме првиот повик, имаше многу широк и многу голем одзив. Ние сме прилично задоволни од тој одзив. Собравме, можам да речем, илјадници книги. Затоа годинава и се решивме малку да го прошириме тоа со плочи и CD-а. И прилично сме задоволни како помина и самиот донаторски базар и целиот фестивал во чии рамки се одржуваше тој базар. Да, дека имавте масовен одзив, говорат и фотографиите кои што имаме можност да ги погледнеме во текот на разговорот. Каква е пораката која што всушност сакате да испратите со култура Бета во однос на сите ваши иницијативи, вклучително и ова, и кои вредности се карактеристични за вашето здружение? Да, нашето здружение од самиот почеток почна со идеја за поддршка на младите уметници, на младите книжевници, музичари, ликовни уметници, генерално на младата уметничка и културна сцена. Тоа ни е главниот фокус на здруженијето како работа. Сега
Секако дека со текот на годините веќе здруженијето постои повеќе од 5 години. Со годините се помалку и се менува тој фокус, ја шириме идејата, секако се вклучуваат многу повеќе луѓе, ни пристапуваат луѓе со различни иницијативи. Впрочем, и оваа иницијатива е една за која што говориме, донаторската акција, една таква иницијатива, бидејќи ја правиме ние како Култура Бета заедно со Кафе Книжарниците Илика и Буква. Тоа се две така свртилишта на луѓе кои се интересираат за алтернативна, за некомерцијална култура. Така што вредностите, ако зборуваме генерално за некакви општи вредности за кои што се залагаме, тоа е секако многу поголема ангажираност и на самата заедница и на уметниците за учество во културата, подршка, меѓусебна подршка и вака тоа се некои генерални одредници. Колку новите генерации се вклучуваат во однос на сите иницијативи кои што ги имате и како што истакна и ти во однос на таа алтернативна и некомерцијална култура, дали сметаш дека е потребно повеќе млади да се залагаат за истото или барем да се сведоци на она што вие го работите како публика? Јас мислам дека има некое генерално мислење дека младите не многу се интересираат околу културата, околу книжевноста, музиката, ликовната уметност, но со овие години работа и директно како уметник, но и како организатор и на културни настани и на книжевни фестивали. Го гледаш спротивното. Да, баш ми се покажува спротивното. Многу млади учествуваат во културните активности. Многу млади доаѓаат и како публика, но и многу млади се дел како творци, како уметници и учествуваат директно во таа култура. За секое општество е многу здраво да ја негува таа младенска култура, бидејќи токму тие млади понатаму со годините ќе станат оние кои ќе издржуваат културата на едно поголемо ниво. Андреј, верувам дека со секој проект се соочувате со најразлични предизвици, меѓутоа еве прашањето нека гласи во однос на твоите очекувања пред воопшто да се основа Култура Бета и сега, неколку години подоцна, како се одвиваат работите, дали онака како што го замислувавте или можеби и подобро од тоа? Па, дефинитивно многу подобро, бидејќи кога почнавме прилично наивно, можам да речам, бидејќи тоа беше така една брза акција за отпочнување на некакво здружение по завршување на средното образование, бидејќи некако како тогаш да ги изгубивме сите можности за уметничко представување кои ги имавме во рамки на нашето средно училиште. Јас и уште двајца мои пријатели соработници ја започнавме Култура Бета и така тргнавме со една идеја да ги представуваме младите и нивното творештво. Сега со овие 5 години работите отидува во многу поубав правец. Ете сега организираме фестивал, организираме редовни настани на месечно ниво, секојдневно објавуваме разни содржини на нашите платформи и социјални мрежи, така што можам да кажам дека очекувањата секако се надмина и дека со текот на годините Култура Бета се повеќе и повеќе се позиционира како некое место каде што младите може да си го најдат просторот да објават, да споделат нешто со јавноста, да се запознаат со други уметници кои се занимаваат со сличните работи, да имаат да добијат подршка генерално. Спомнавте дека активно се работи и на месечно ниво. Секако месец септември веќе знаеме дека е резервиран за втората донаторска акција и се она што следува со истото, меѓутоа еве до крајот на годината, ако може да се заокружи 2025, што не очекува во рамките на се што организира Култура Бета? Да, значи кон крајот на септември, она што следи директно после оваа донаторска акција е фестивалот Рекултура. Тоа е дводневен фестивал кој ќе се случува во Кафе Книжарниците Илика и Буква. Планираме 2 дена целодневна програма, значи промоции на книги, музички настани, свирки, диџеј сетови, дискусии
младинската уметност и правците во кои што таа може да се движи, поетски читања и така натаму. Така што тоа е ние една богата програма на која што работиме веќе неколку месеци. Од понеделник со почетокот на новиот месец ќе почнеме и со објавување на програмата, а до крајот на годината секако дека не очекуваат уште неколку помали настани. Тоа се настани кои редовно си доаѓаат во рамките на нашата програмска активност од страна на Сдруженијето. Веројатно ќе следуваат уште едно или две поетски читања, уште некој разговор со некои уметници и музички настан. Обично годината ја завршуваме со некој настан, а веќе се подготвуваме и за тој некој што главен настан на годината што ние секој февруари кога ја прославуваме годишнината на нашето здружение, и тогаш секогаш представуваме повеќе млади уметници и нови уметници со својата работа. Секако, ние сме тука да проследиме и да пренесеме до јавноста се ново што подготвувате и организирате. Андреј, благодарам многу за денешното гостување и ви посакувам многу среќа за проектите кои што ви се во блиска иднина. Благодарам и на тебе, фала за можноста.